Влијанието на оружениот инцидент во Аризона врз нацијата не се синува од насловните страници во САД. На линија во овие вести го имаме Ведран Андоновски од Гласот на Америка Македонски во Вашингтон. Ведран, кои се најновите моменти? Во Аризона погреби за жртвите, но и неверојатна приказна за волјата за преживување. Во глава за стреланата конгресменка Габриела Гифордс не само што успела да ги отвори очите, туку ги придвижила рацете и нозете не цела недела по инцидентот. Неврохирургот Мајкл Лимоне вели дека е свесна за околината. Лекарите се внимателни оптимисти, но до сегашниот тек на опоравокот на Гифордс го сметаат за мало медицинско чудо. Нацијата и натаму ужалена од инцидентот во кој загинаа 6 лица. Синоќа се прости од најмладата жртва. Кристина Тейлор Грин имаше само 9 години. Тања? Ведран, кои се можните далекосежни последици од овој инцидент? Не можеме да го запреме целото зло на овој свет, но само од нас зависи како ќе се третираме меѓу себе, рече председателот Обама, повикувајќи на единство во нацијата и политичко единство на комеморацијата за загинатите. Инцидентот покрена дебата и за тоа до каде треба да оди жестоката политичка реторика меѓу републиканците и демократите за различните политички гледишта. Дури пристигна и предлог на предстојниот редовен годишен говор на Обама за ситуацијата во земјата, тие да седнат измешани меѓу себе, а не одвоени од